Поштувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Ви Спорт, во кој што веќе забележувате на самиот старт дека имаме гости. Тоа е Тони Караколев од Сојузот за училишен спорт Струмица или пак представник од Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Караколев, добро вечер. Добре дојдовте во емисијата Ви Спорт. Односно нашата покана до него е тоа што во Струмица престојниот викенд ќе биде навистина еден спортски град и домакин на многу млади спортски таленти, надежи, од кои што доправа Македонија очекува да се радува, впрочем и повеќе екипи. Тоа е гимназијадата Струмица 2022. Караколев, добро вечер уште еднаш. Јас во самата најава само кусо спомнав дека Струмица ќе биде домакин на би рекол младите надежи, спортисти и спортистки во повеќе спортови, но како течат подготовките, како е конципирана таа гимназијада, каде се ќе се одржува и да почнеме со ред. Најнапред благодарност за поканата, за да гостуваме во вашата единствена спортска емисија. Добро, и единствен медиум телевизиски кој што. И, значи, сега престојниот задутре и четврток и петок, Струмица ќе биде, градот Струмица и Општинскиот сојуз на училишен спорт на Струмица ќе биде домакин, технички организатор на завршните финални надпревари, односно сега веќе тоа порано се вика мали олимписки игри, сега се државни спортски игри за средните училишта, гимназијада Струмица 2022. Нова гимназијада ќе надпреваруваат најдобрите, да кажеме, 4 екипи во екипните спортови фудбал, кошарка, одбојка, ракмет и футсал, односно мал фудбал. По 4 екипи, ама да спомнеме дека тоа ќе биде машка и женска конкуренција? Да, во машка и женска конкуренција. Сега да објаснам, за разлика од порано, прво да кажем дека тоа е четврта, да кажеме, гимназијада или четврти олимпијада, школска училишна олимпијада, која се одржува во Струмица. Значи, првата беше 1986 година, познатата Френки олимпијада, во која истовремено се надпреварува и основни и средни училишта, тогаш имаше со по 9 екипи. Така да тогаш продефилира околу 2000 учесника на оваа олимпијада. Траеше 3 дена олимпијадата. Потоа 2003 беа малите олимписки игри за основни училишта, организиран во Струмица. 2008 година беа исто државните спортски игри за средни училишта или гимназијада Струмица 2008 и еве по четврти пат Струмица е домакин на ваков голем настан. Да кажем, за разлика од порано, сега малку и ситуацијата со и корона, и со ова светската пандемија и светска здравствена ситуација доведе до тоа да, за разлика од порано, значи кога траеше 3 дена со по 6 екипи, секојдна со спиење кај деца, сепак сега тоа е некако и неможно, редуцирано. Добро, сепак и кризата си го направи своето, така и ние се прилагодивме, Федерацијата на училишен спорт се прилагоди кон сите овие услови и ситуации и сега ќе имаме, да кажеме, завршни финални надпревари или гимназијада, бидејќи се работи за 10 турнира и плюс атлетика, значи со учество на 4 екипи. Односно, представник на Струмица како домаќин и технички организатор и победниците на трите региони, бидејќи Македонија во рамките на училишен спорт е поделена на 3 региони: источен, западен и скопски регион. Значи победниците на овие 3 региони заедно со Струмичка, значи 4 екипи во еден надпреварувачки ден ќе се надпреваруваат во 4 надпревари. Значи ќе има 2 полуфинални надпревари со жребка одредени. Така да кажете, еве сега да тргнеме поред дека во фудбал имаме 4 екипи во машка конкуренција, 4 екипи во женска. Значи женска, значи во 5 спорта тоа се фудбал и ова е огромна бројка, Караколев, што ја спомнувате вие. И со учество на околу 600
надпреварувачи, службени учесници се 600. Со суди и делегати и играч надпреварувачи. Значи, имаме ќе дојде и со атлетката ќе дојде и повеќе, ама за во Струмица, значи ќе продефилираат околу 600 учесника заедно со нашите домашни. Бидејќи да кажеме 5 спорта, машки и женски, тоа се 10 турнира. По 4 екипи 40. Дали полуфиналните овде, односно недобрите од 4 региони, колку што рековте, нели? Трите региони и Струмица како домакин. Фактички ќе бидат направени ждрепки полуфинале. Полуфинални, па поразените екипи потоа играат за трето место, пласман, и победничките екипи од полуфинални надпревари играат за прво место и второ место. Значи за сите тие три првопласирани екипи предидни се пехари, прво, второ, трето место, медали за секој играч и наставник, односно професор, водещ на екипа, и дипломи за секој од нив. Така, е замашна организација, сепак да не се залежуваме. Еве, во фудбал само ќе имаме 8 екипи, 4 во машка, 4 во женска конкуренција. Како што ве разбрав дека нема да се задржуваат повеќе денови. Дали не, еден ден, тебе так, например, еден ден ќе бидат машките, друг ден, например, во фудзал, четврток ќе бидат машки, во петок ќе бидат женски. Така, ама во еден ден ќе мора да се одиграат и полуфиналните и борбата дали ќе биде за трето или за прво место. Во еден ден ќе се одиграат 4 вкупно надпревари, од кои секоја екипа ќе одигра 2 надпревари. Еден полуфинален и вториот е за пласман. Дали за трето место или за прво место, така да тоа ќе биде на позамашни, еве да кажем дека надпреварите во фудбал. Значи во четврток ќе се играат надпревари фудбал машки, ракомет машки, кошарка машки, одбојка женски и футсал, мал фудбал женски. Добро, тоа е четврток. Може ли само еве да лоцираме каде ќе биде? Еве фудбалот каде ќе се игра? Фудбалот ќе се игра на теренот со вештачка трева, машките ќе играат на големиот терен со вештачка трева, а во петок на женските ќе играат на оној вториот терен со вештачка трева, што е поблиску до теренот, терен комплексот на Академија Пандев. Кошарката? Кошарката ќе биде и машки и женски во спортската сала на средното училиште Никола Карев. Би таму располага и со соодветни и семафори и се. Ракометот ќе биде во спортската сала и машки и женски на средното земјоделско училиште Димитар Влахов. Добро. Футсалот, малиот фудбал, ќе биде во спортската сала на основното училиште Даме Груев во Куклиш, бидејќи располага и со електронски семафор, бидејќи футсалот се игра и на време. Така, значи, како што е кошарката, ракмет, така, за разлика од големиот фудбал. И останува И одбојката ќе биде во 2 сали. Женскиот турнир ќе биде во четврток во спортската сала, новата спортска сала на основното училиште Никола Вапцаров, а машкиот турнир ќе биде во спортската сала на основното училиште Видео Подгорец во Струмица. Така. Значи, ова што вака многу информации стаса, но сепак еве за фудбалот доколку сака да ги видат потенцијалите и надежите, може само едно да кажам, значи во четврток надпреварите започнуваат во 12 часот, затоа што во 10:30 часот во четврток во спортската сала на средното земјоделско училиште Димитар Влахов ќе има свечено отварање. После кое, значи ќе учесите таму што се учесници, после кое секој во свој сали одат и надпреварите започнуваат во 12 часот, додека пак во петок надпреварите започнуваат во 11 часот. Така. Да прецизираме, бидејќи вака многу информации спомна, во четврток во 10 часот и 30 минути отварањето. Но она по спортови што ме интересира. Фудбалот се игра на вештачка трева четврток, така разбрав, или? И четврток и петок. Четврток и петок. Фудбалот таму, расчистивме со фудбалот. Малиот фудбал, футсалот, е во Куклиш. Во Куклиш се игра четврток и петок. Во четврток се женските, во петок машките. Добро. Одбојката, рековме четврток и петок. Четврток женските во Никола Вапцаров, училиштето, основна салата, а петок се машките во спортската сала на основното училиште Видео Подгорец во Струмица. Кошарката е во средното општинско училиште Никола Карев. Тоа четврток машки, петок женски. И ракометот ни останува во Димитар Влахов, колку што сега. Во четврток машки, во петок се женските. Така да ова ќе биде нека сите оние кои што сакат, но она што нас не интересира,
каде ќе бидат струмичките екипи, но како домакини буквално ќе имаме Кои секаде, се, да, така е. да, во Кои сите. се тие кои што Да почнеме од фудболот, ајде, од фудбол во маш конкуренција. Атрактивен Фудболот во машки ќе учествува фудбалската паралелка, односно спортската академија, која работи при средното училиште Никола Карев. Така. Уствари се извинам, тоа фудбал е само Никола Карев училиштето, а она е во футсал. Значи за голем фудбал е Никола Карев. Никола Карев, да, така. Истото и во женска конкуренција е Никола Карев, средното училиште. Да, за голем фудбал. Големиот фудбал, да, добро. Големиот фудбал. Во кошарка и машка и женска конкуренција ќе настапи средното училиште гимназијата Јане Сандански. Добро. Истото ќе настапи и во одбојка. И машки и женски ќе партиципира Јане Сандански. Добро. Во ракомет машка екипа ќе има Никола Карев, средното општинско Никола Карев, а женска екипа Јане Сандански. Добро. Димитар Влахов нема женска екипа или Изгуби. Изгуби. Така, добро. Изгуби, и футсал, да. И футсал, во машка конкуренција во машка конкуренција е Никола Карев, мислам. Никола Карев, спортска паралелка, а во женска конкуренција Јане Сандански гимназијата. Понашто го забележувам дека најмногу спортисти имаме во Јане Сандански и Никола, мислам, има спортисти секаде, но оние кои што успеале да го поминат тој нели круг на надпревари претходно нели имавте општинско па регионално како зонско, зонско сега значи за овие да кажеме 3 екипи, 4 победници на регионални надпревари за да дојдат не е лесно. Прво имат општински надпревари. Ај, оние помалите, нема тама големите гради, како што се Струмица, Штип, Куманово, Велес, Приле, Битола, што имат по повеќе средни училишта. Потоа се играат зонски надпревари, значи во секој регион има 4 зони. И се играат меѓу нив повеќе градови, ние сме зона Струмица, Струмица, Радовиш и Штип. И сега од трите една. Од трите зони мора да се најдат победникот поди на регионални надпревари од победниците зона Струмица, зона Кочани, зона Куманово и зона Велес. Значи ние сме од десната страна на Вардар, комплет истокот, таа страна как се гледа. Имаме ли потенцијал? Јас може би неблагодарно бидејќи Федерацијата за училишен спорт од каде што доаѓате е организатор заедно со општина Струмица и Агенцијата за млади и спорт, но со оглед дека си директно вклучен во училишниот спорт. Да. А Струмица секогаш е бил спортски град. Може ли да очекуваме први места во оваа гимназијада? Видите, сега прво, да ги информирам љубителите на спортот дека биде се работи за средни училишта. Во екипите би веќе имаме одреден филтер квалитет, ќе учествуваат млади спортисти кои играат и во втора и во прва лига. Во било кој спорт. Така е, така. Кадетски репрезентативци, па дури и младински репрезентативци на Македонија. Значи ќе биде квалитетот ќе биде на едно така завидно ниво, квалитет ниво. Не само во Струмица, предпоставам и од Скопје што ќе дојдат од Скопје, да кажеме, Битола, Ракомет, Леп, има Куманово секаде, од кошарка. Секаде има деца кои што се членови на активни клубови. И што играат. Да бидеме реални, ако не игра во клуб, ако не тренира, посебно во средно училиште, играчи нема шанса да успее да направи некој успех. Сега тоа. Значи тоа се должи и на квалитетната работа во спортските клубови на ниво на цела држава. Да. И се однесува за струмичките, да кажам, сите се во конкуренција за пример, сега да кажеме, фудбал, големиот фудбал, имаме во Никола Карев играчи и од Беласица и од Академија Панда. Сега да кажем, иако нек не играе, иако на хартија фаворит гимназијата со играчи да победи Никола Карев. Женската екипа исто така составена од фудбалерки што играат во Тиверија. Што се? Така. Исто во футсал екипата на Јане Сандански има кажи целе од Академија Пандев. Така. Кошарката имаме 2-3 играча, Зетов, Ахтаров, други. Алексич, не сум сигурен дали е средношколец, не сум така да имаме тука за одбојката збор да не стане. За збор. Женски, мислам дека треба да се борат за женски, да се тука се каже речи најдобри играчи од Наковски волеј, односно кадетски прваси Ока Струмица, Наковски волеј, младинки и тук се и од Струмица на дигаште, значи во
во одбојката. Исто сега во машки имаме играчи од двата клуби, од Струмица и од Македонија Джио. Значи тука нешто, мислам, во одбојката може, мислам, што се вели атакуваме на највисок пласман. Еве, за футсалот рековме дека исто така имаме квалитетни фудбалерки, репрезентативки, кадетски, младински на Македонија, што се, нели сад да се здрави, живи, да настапат, исто имаме и во футсалот, во фудбал. Сега ракометот малку, тука некако имаме, ама еве имаме машките, доста од нив играат, бидејќи млада екипа и во Астраион, во клубот Астраион, и во младинска лига, и во сениорскиот тим. Но ништо не се знае. Ништо не се знае. Ќе навиваме во секој случај, ова е нека покана до љубителите на спортот, бидејќи ова се деца спортисти кои што веќе ги спомнат они во дел од клубовите, но сепак и идни првотимци на сениорските екипи. Така е. Но и недостасува подршка пред се во полуфиналите на превари, со исклучок во четврток, кога полуфиналните мечеви почнуваат во 12 часот. Заради отварањето. Во петок полуфиналните мечеви почнуваат во 11 часот, а веќе ги спомнавме сите оние спортски места и локации каде што ќе се играат мечевите и по кои спортови. Ова нека биде покана и веќе ќе знаете дали се пласирани во големото финале или малото финале, но во секој случај јас очекувам најмалку едно 5 први места за струмичките основни, односно средни училишта. Па сега, иако кога сме информирале, знаеш, јас што би рекол, од твои усти во Божи уши. Да, честопати секогаш се случувало најголемата борба да биде меѓу струмичките гимназијалци или среднисти со физкултурното училиште Методија Митески Брицо. Да. Ама сега, например, во кошарка не е така. Во кошарка Никола Карев и Орце Николов години си го делкат средно физкултурно и имаат кошарка. Сега, например, во фудбал средното физкултурно учество и со машка и со женска екипа. Так. Има и да кажем во одбојката други училишта учествуваат. Не е истината, сепак има кој што сака да каже Скопје се Скопје, ама што е проблемот во Скопје? Што да кажеме, има многу средни училишта и квалитетите се разсредни исто како и например во Струмица. Така. Ние да се убереме градска репрезентација во било кој се, не знам, апсолутно. Кој би не победил, да. Караколе, Струмица е спортски град, имаме доста клубови кои што се надпреваруваат во првата и втора лига, така што ова е и резултат и на работата на клубовите, но јас би кажал и на работата на професорите, односно и тренерите во клубовите, но и наставниците по физичко во основните училишта, но и залагањето на професорите кои што се по физичка култура во средните училишта, бидејќи сепак да се компонира таа одредена екипа, а доаѓаат од различни средини, односно настапуваат во... Јас ги нарекувам како едни селектори. Например, тие сега како селектор. Сега, еве да кажеме, пример, женска одбојка има 3-4 клуби. Значи, од тука 2-3 од таму, тој клуб таму, и сега треба ти, како селектор, да ги селектираш и да ги вклопиш во една тимска целина. Да ги компонираш, едноставно, бидејќи секој си има свој терк на работа во клубовите, така да и ти имаат заслуга пред се во создавањето, но знам дека историјата ни покажа дека училишниот спорт не само на домашна сцена, туку блескал и на меѓународна, ако не се лажем. Сега ќе се вратиме на видео подгоре последното сеќавање што беше. Ама најголем успех во Република Македонија, во Македонија, го има постигнато одбојкарската екипа на Јане Сандански 1996 година на светското првенство во одбојка за средни училишта во Атина, каде што беше четврта. Од 24 екипи од сите континенти. Мислам, од тогаш нема некој што има подобар успех, постигнато македонска училишна спортска екипа што има постигнато. Значи има учествано за одбојка на светско првенство во Атина. Потоа на светско првенство во кошарка во Израел, во Телавив. Има учествено на светско првенство во Белград, одбојка Никола Карев пред 6 години. Па на светско првенство одбојкарките на Видој Подгорец, во Пореч,
па имаме балкански првенства, европски, па имавме мината година, сега веќе ради пандемијата светски спортски игри и така. Но сепак ова се резултати кои што доволно укажуваат дека училишниот спорт треба да се негува, тоа дефинитивно, и сметам дека колку ќе се подобрат условите за во училишниот спорт, толку ќе биде и подобро, бидејќи свесни сме дека на западот функционираат тие училишни спортски екипи на далеко повисоко ниво во организационен аспект. За тоа се многу битни и инфраструктурните... Тоа реков да се вложува, да се инвестира. Сега, да кажеме, Струмица не може да се пожали. На тоа сега направија нова сала на Никола Вапцаров. Има ги салите, кажеме, во Средното земјоделско училиште, во Никола Карев, Даме Груев, па во Василево салата. Сега се прави на гимназија, па има проект да се прави во Сандо Масев, исто така нова сала. Па сега уште малку треба да биде готова во Муртино. Исто така таа е сала за кош и одбор, ама сепак значи има колку толку ние не може да се пожалиме. Инфраструктура која што е потребна пред се за... Бидејќи без инфраструктурни услови, соодветна сала, соодветни услови, тешко може да се... Апсолутно се согласувам со тоа. Ова е замашна организација, со екипи да доаѓаат и професори по физичка култура, и тие буквално остануваат фактички по 1 до 2 дена максимум, ако евентуално останува во Струмица. Финалињата би требало да се играат некаде во попладневните часови. Некаде околу 16 часот. Тој ден финалињата ќе бидат околу 15, зависи од завршеткот на претходните. Па нема да им дадете пауза на поразениот? Не, ќе се даде пауза меѓу после вториот полуфинален натпор ќе има пауза за ручек, тука се обезбедува со општина Струмица кој обезбеди и медали, голема благодарност до градоначалникот и до општина Струмица кој ги обезбеди медалите за сите и за секој ученик има ручек ланч пакет. Свели, бидејќи сепак не може да... Немала бројка 600, во секој случај и тоа нели со оглед дека заради времето преценели дека ќе мора во 1 до 2 дена да ги одработат овие мечеви. Во еден ден ги одработат мечевите но беше зборот, замисли пак која би била организација ако евентуално некаде се носат сите тие 600 денеца, па таков капацитет немаме во Струмица. Не, бидејќи се, да кажем, имаме 5 објекти на кои што треба да се однесат. Тоа наместо ручкот да заврши за половина сат, нема да заврши ако што за 2 сати. Караколет, претендираш ли некој друг град за ова завршна манифестација? Видите сега, беше проблем дали уопште да се прави после, бидејќи да не забравам до пред една година немаше воопшто ни училиште настава, тик почнам. И сега кој прв ако не ние. Струмица. Добро. Во секој случај успешна организација, се благодарам што беше дел од емисијата Виспорт. Само за крај да подсетам дека терен со вештачка трева, фудбал машки 12 мај, женски 13 мај, кошарката во Средното општинско училиште Никола Карев 12 мај, момците, девојките на 13 мај, ракометот се игра или пак надпреварите во ракомет, среднистите во Димитар Влахов, машките на 12 мај, девојчињата на 13 мај. Одбојката се игра во Никола Вапцаров и Видео Подгорец, девојките на 12, машките на 13 мај, каде што очекуваме титули. Футсалот е во Куклиш во училиштето Дама Груев, девојките се на 12 мај, машките на 13 мај, а рековме дека имаме екипи од Струмица во сите 5 спорта, во машка и во женска конкуренција. 10 категории, во 10 турнири. 10 екипи струмички, машки и женски. 5 машки екипи, односно 5 спорта се, но во машки и во женска конкуренција, така што јас најмалку очекувам 5 медали, односно прваци да бидат, иако може би ова се... Дај Боже, дај така. Благодарам на уште еднаш Караколев, а вам, почитувани гледачи, една покана за сите оние кои што сакате да го видите потенцијалот, младинскиот, би рекол, потенцијал во нашава земја, во овие 5 спорта, можете слободно да бидете во овие спортски арени, каде што ги спомнавме во Струмица. Пред да се одјавиме, почитувани гледачи, само неколку сервисни информации во врска со фудбалот. Веќе познато дека Академија Пандев обезбеди излез во фудбалска Европа, Лига на конфедерации, со освоената победа над Работнички со 2:1 на стадионот Благој Статов во Струмица, и дефинитивно тие се вице шампиони за ова првенствена сезона.
и останува уште едно коло против Шкопје, но резултатски нема да влие сепак на конечниот распоред на табелата. Академија Пандев по втор пат излегуваат на европската фудбалска сцена, откако пред 2 сезони или 3 сезони, простете, сега не можам да пресметам, беа освојувачи на фудбалскиот куп на Македонија. Можност да бидат во прва лига имат фудбалерите на Беласица, откако Славија на Слога Виница. Коцев беше стрелецот на голот во 11-та минута, кој што донесе радост за струмичките синобели преку бараш позицијата. Дали тоа ќе биде Тиквеш или пак Скопје, останува доправа да се дознае, кој ќе биде противникот на струмичките синобели за пасман во првата лига. Но, како услов е потребно победа над Кожув во Гевгелија. Уште една информација, кошаркарите на Струмица направија изненадување откако беа добри против Соколиот Штип во полуфиналната или пак завршницата полуфинале, ако така можам да се изразам, со 2:1 во победи. Сега се на добар пат да се вратат во прва лига, бидејќи против Шкупје веќе остварија една победа. Среда играат втор меч, а мајсторката е закажана на 14 мај во спортската сала Парк. Ако струмичките кошаркари успеат да забележат 2 победи, тие веќе в среда може да се радуваат за камбек или враќање во првата кошаркарска лига по пауза од 6 години, ако не тоа може да го прават веќе в сабота со оглед на стартната победа над скопскиот состав. И според правилата, најдобрите 2 екипи или пак финалистите од завршницата во втората фудбалска, односно кошаркарска лига, обезбедуваат пласман во првата кошаркарска лига идната сезона. Каков ќе биде распетот, очекуваме доправа да дознаеме. И од ракометот само куса информација, Радовиш дефинитивно ќе се пресели во првата ракометна лига на Македонија, со оглед и на последниот пораз кој што го имаше на свој терен. Младостот Богданци е на добар пат да се најде во суперлигашкото ракометно надпреварување, а на Радовишани следната сезона друштво ќе им прави струмички Астрион со оглед нели на епилогот кој што веќе знаеме дека тие играат во таа плеаут лига каде што нема испаѓање, но во секој случај таму се лидери и со најдобар учинок. Ви посакуваме пријатна вечер, секое добро, ова беше последното издание на емисијата Ви спорт.